Упорно повеќе од 2 недели молчи Љупчо Николовски за шверцуваниот тутун на граничниот премин ДВ Бајр. Ова е скандал кој што го извадивме во јавноста пред 2 недели. 100 тони тутун или 5 шлепери се влезени во Република Македонија на граничниот премин ДВ Бајр преку фирмата Студенац Шпет, која е во сопственост на близок пријател на Љупчо Николовски и градоначалникот на Крива Паланка. Денеска сакаме да истакнеме нови информации во врска со овој шверц на тутун и се сомневаме дека директно Љупчо Николовски е вмешан во овој случај. Зошто? Проследете и заклучате сами, а Николовски нека одговори на прашањата. Најпрвин, шверцот е извршен во периодот во првата половина на 2019 година, заклучно со месец мај. Тоа е период кога Љупчо Николовски е се уште актуелен министер за земјоделие. Потоа, фирмата Студенац Шпет не ги исполнувала условите за увоз на тутун, согласно упатството издадено од фитосанитарниот инспекторат. Иако не ги исполнувала условите, сепак, најверојатно, некој од Министерството одобрил, односно ургирал, како што знаат по телефон, што и самите веќе од СДСМ си кажуваат, да се увезе тутунот. И за тоа директно е одговорен Љупчо Николовски. Така да, дали Љупчо Николовски директно влијал да се прошверцуваат 100 тони тутун. Трето, царинските службеници кои го царинеле тутунот се блиски до СДСМ и пред одредено време, како награда, се напредени во раководител на Царинската управа на граничен премир ДВ Бајр и другиот цариник како заменик раководител на Царинската управа на ДВ Бајр. Ова е доволен показател дека били исполнителни во извршувањето на наредбите од своите партиски надредени. Впрочем, сите видовме како Заев по телефон наредува да се пуштаат возила на граница. За овој случај имаше и потврда од Царинската управа дека се случил ваков шверц на околу 100 тони тутун, кој никој не знае каде завршил. И сите молчат. Кога се фатени во некој криминал, единствено што знаате да молчат и да се молат дека некој нема да отвори случај. Затоа, обвинителството, инспекторатите и антикорупцијската комисија сериозно треба да се позанимаваат со овој случај кој што е еклатантен пример на шверц. Додека народот трпи за леп, како во 90-тите години, пред нос му се шверцуваат шлепери со тутун и разна стока. Слободно може да ги прогласиме оваа власт и оваа партија СДСМ за СДСМ шверцарска, начело со Заев и Љупчо Николовски.